Почитувани, добар ден. Вие сте повторно со мене и Тео во новото издание на Црвена линија. Овој пат се разбира празнично, бидејќи сме во пресред на најголемиот христијански празник Великден. А македонскиот народ е препознатлив по долги векови, збогатени со многу обичаи и многу традиции за овој празник. Па токму ова денешно издание ќе го посветиме токму на обичаите и сите верувања кои што се карактеристични па како за југот, така и за истокот и западот на оваа земја. Темата денес е следна. Ве прашуваме кои се обичаите и традициите во вашиот крај за време на Великден. И секако еве може да искористиме да проговориме и за тоа каква оваа година ќе ви биде вашата великденска трпеза. Знаеме дека имаме поскапување на зет на маслото, еве зејтинот, меѓу другото, јагнешкото достигна цена дури од 450 денари, па еве, со вас ќе проговориме дали оваа година ќе го пречекаме Великден скромно, средно, или можеби сепак ќе се издвојат средства да имаме богата великденска трпеза. Така, ние на телефонскиот број 02-307-6677 ве чекуваме да проговориме за сите овие теми, но пред тоа, нормално, мора да нагласам дека ние покрај нашава главна тема ќе поставивме наше анкетно прашање дали во сабота вечер ќе одите во црква, која е на Инстаграм профилот на Црвена линија и Телма телевизија. Имаме две опции кои се едноставни, да или не, и како што знаете, како што имам информирано претходни емисии, после рекламите ние ги објавуваме крајните резултати. А сега предлагам да видиме како се вапца јајца од една вешта жена, односно Митана Петровска, членка на Сдруженијето Вешта жена од Тетово. Денес е Велики четврток, празник пред Христовото воскресение. Еден од најубавите празници во православието. На овој ден се вапцуваат во чест на воскресението на Исус Христос јајца кои мора да бидат црвени и мора да бидат само 3. Домаќинката треба да стане рано на сабајле пред изгресонце и мора да късне малку лепче и шеќерче, не смее да биде гладна. Тоа е како традиција. Потоа почнува со припрема на фарбањето на самите јајца. Зема 3 јајца, ги вари само така, без боја, а бојата ја раствара посебно во друг сад. Во водата кај што се варат се става 1 лажица оцет, 1 лажица сол, за да не пукат. Потоа ги ставаме во растворената боја, мора тука малку да постојат. Символот на ова великденско јајце го символизира воскреснувањето, како што реков, на Исус Христос. И мора да бидат стрикно црвени овие 3 и треба едното е за куќата, едното е за Исус Христос и едното е за домаќинот. Овие 3 јајца се стават да ги огрее сонце, за здравје и беричет да има на куќата. Едното јајце се остава пред икона и се чува до наредната година на празникот. И тоа јајце треба оваа година, ланското, уствари да се закопа во дворот, за да има пак беричет куќата да се за здравје и за среќа. Овие се 3 јајца кои што го символизираат Христовото воскресение. Ете, така изгледаше кога вапца јајца една вешта жена, господјата Митана Петровска од Тетово, меѓу другото и не откри какви се обичаите кога станува збор за Великден. А сега и вас ве прашуваме. Најважно да не откриете дали се држите до обичаите, до традицијата, како изгледаат обичаите и она што го практикувате за Великден во вашиот крај, од каде што ни се јавувате. И секако најмногу би сакале да проговориме за овогодинешната великденска трпеза, бидејќи знаеме дека имаме екстремно високи цени. Покрај тоа што се високи на маслото, високи се на
Месото, ќе подсетам, јагнешкото достигна некој тео 450 денари, на вистина во време кога се турка крај со крај, а секој сака за најблиските семејството да има богата трпеза. Токму за тоа ќе проговориме со вас, ве очекуваме на 023076677, а во продолжение чест и задоволство ми е да го најавам нашиот денешен гостин, господинот доктор Владимир Боцев, кој што е етнолог од Музеот на Македонија. И секако, ако веќе зборуваме за обичаи и традиција, логично е да проговориме со експерт од оваа област. Владимир, благодарам што пред се прифативте поканата да бидете дел од Црвена линија. Еве, во присрет на најголемиот христијански празник Великден не може да не се проговори за обичаите и традицијата. Таква е традицијата, еве, и кога подготвуваме емисии. Па еве, меѓу нашиот народ постојат многу обичаи и верувања, она што сакам да ни откриете колку низ времето обичаите на овие простори за Великден претрпеле промени. Денес е ера и време на Инстаграм, Фейсбук, новите генерации тешко да држат до обичаите, но каде се најмногу задржани? Во кои делови? Добар ден, ви благодарам за поканата да гостување на вашата телевизија. Секако дека обичаите се менуваат и тоа не е низ текот на годините секако. Можеме да кажеме и секоја година тие добиваат некоја нова форма. Нормално за тоа влијаат животните услови во кои се живее и технологијата и така натаму. Меѓутоа сепак мислам дека кај нас во Македонија се задржани обичаите и обредите секако, кои што практично представуваат и дел од нашиот идентитет, односно представуваат маркери по кои што ние самите се распознаваме и секако и другите не распознаваат. Кога станува збор за Великден, треба да се каже дека главниот символ, да кажеме, е секако великденското јајце и тоа она црвено. Секако во некои делови од Македонија тие се шараат со разни техники. Значи тоа е едната карактеристика на Великден, другата карактеристика на Великден се обредните лебови кои што се подготвуваат за овој празник, и третата карактеристика секако се песните, игрите и ората, кои што за жал ретко се сретнуваат, меѓутоа во некои делови од нашата земја, од Македонија ги имаме. Тоа особено е интересно. Порано се играли игрите поврзани за Великден, особено во Порече, тоа е крајот теченијето на реката Треска. И ден денес се задржани некои од овие игри, карактеристички како кален број, мален број, маски и така натаму, додека пак јас пред некоја година пев во Македонски Брод и присуствував на една многу интересна. Тоа не е игра, туку тоа е практично еден обичај на правење на кули од живи луѓе, нели? Се собираат неколку млади момчиња, едни врз други, се качуваат на рамениците и така шетаат по градот. Морам да кажам дека и великденските обичаи, односно великденските празници представуваат и мегникот по кој завршуваат и обредите со маски, кои започнуваат таму некаде во јануари месец, а завршуваат сега со овој празник. А во Македонија до сега мене ми е познато дека обреди со маски има во две села, и тоа во Побожје, Скопско, и во Костурино, Струмичко. И тоа наистина се многу интересни и многу ретки обреди со маски одржувани во овој период. Да. И сега да преминеме на следното. Великден е најголем христијански празник. Дали обичаите за овој празник се создадени од правилата на христијанската црква? Колку допирни елементи имаме и она што е обичај, верување и канонските правила? Уште еднаш, зашто сум много слушам, ќе молам првото прашање. Нормално. Дали обичаите за овој празник
се создадени од правилата на христијанската црква, колку допирни елементи има меѓу она што е обичај, верување и канонските правила? Вака да ви кажам, значи македонците, како и останатите народи, си практикуваат своја, нали, народна религија, не ја кажуваме. Тоа е синкретизам помеѓу народните верувања и христијанството. Меѓутоа мора да се напомене дека без разлика што нашиот народ презема во врска со одредени празници или верува во нешто и така натаму, треба да нагласиме дека тоа секогаш поврзано со христијанството. Значи, народот смета дека тоа е христијанско. Баш што друго прашање е тоа како го третира официјалната црква. Значи, сите овие верувања кои што се поврзани конкретно со Великден се потекнуваат, водат потекло или имаат корени во предхристијанството, а со доаѓањето на христијанството, значи тие се христијанската црква ги адаптира кон собственото учење и такви се преземаат и од народот, нали, продолжуваат до ден денешен како дел од христијанските верувања, односно дел од христијанската религија. Значи ако не било христијанството, значи ако не било христијанството, ние ќе ги заборавивме тие можеби верувања кои што денес се карактеристика за нашиот народ. Еве, за крај да ве прашаме, претпоставувам дека ќе имате богата, можеби скромна великденска трпеза. Луѓето сакаат да се гоштеваат за овој голем празник, за Христовото воскресение. Па еве, каква гозба да очекуваме од вас? Не случајно ве прашувам, бидејќи Сдружение на етнолози подготвува нешто наскоро во мај. Да, значи ние во Музеот на Македонија подготвуваме една изложба која носи наслов Заеднички гозби, е поврзана со сите оние гозби кои што народот ги организира или ги практикува во текот на годината, а кои што се поврзани со одредени празници, вклучувајќи го и Великден, нали? Потоа гозбите или заедничките чествувања на Ѓурѓиов ден, на Илин ден и така натаму. Така, сите тие... На сватбите исто така се организираат заеднички гозби, на помените се организираат заеднички гозби, меѓутоа треба да кажам дека ова изложба е конципирана да ги покаже овие чествувања или заеднички гозби уште од античко време, од антиката, па преку средниот век до ден денешен, како тие изгледаат и кои се заедничките нишки кои ги поврзуваат, односно што останало од антиката па до денес. Благодарам многу што одвоивте време и се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Топло препорачуваме да останете до крај за да слушнете еве за обичаите кои што треба да ни ги откријат гледачите со јавување на 023076677. Благодарам уште еднаш. Така, мислам дека време сега ние да ги слушнеме нашите гледачи за да ни откријат каква трпеза они ќе имаат. Така, за трпезата поготово сакаме еве со Тео да проговориме со вас, бидејќи никако се добива впечаток дека станува предизвик оваа година за Великден да се има една богата, свечена трпеза. Сега, во продолжение ќе одиме, се разбира, со анкета, ги прашувавме и граѓаните. Имаме гледач, ни јавуваат одлично, веќе вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија? Да. Драго ни е, бидејќи се вклучувате во ова денешно издание, па ева, какви се обичаите прво да прашаме, од кој краишта ни се јавувате, од кој град? Од Гостивар. Голем поздрав. Голем поздрав до вас и до гостиварчани. Фала. Вапцавте ли јајца утрово? Вапцавме јајца. Така, и еве што ќе има за Великден, какви обичаи кај вас? Па ќе има јајца од Великден, свинско месо и
што друго да кажам, и великденска погаđа. Така, ова мора да признаеме и најмладиот гледач кој што досега се јавил во црвена линија, драго ни е и секако ќе потсетиме дека треба да останете до крај во ова денешно издание и да ви посакаме, барем на нашиот најмлад гледач од Гостивар, честит празник Великден. А сега удиме со вклучување на следен гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро. Па вака ви кажал ја. Значи, обичај се обичај, ама па види вака сега, ако сме реално прави верници, не знам кој колку чита Библија, колку прочитал книги во живот, ама има еден муабет меѓу Исус и еден негов апостол. Овој го прашуваш, зашто не влезеш во светиот храм? А тој е свети храм еврејски, значи синагога. И овој вика, за кој свети храм не збориш? Значи збориме сега ако сте религиозни и прочитате таму во религијата, ќе прочитат, ќе најдете у Библијата. И овој го вика, за мене светиот храм е ова небо над мене, вика. Не е таа синагога таму свет храм. Значи ова околу мене што ме окружuje е за мене светиот храм, или да речеме Божи. Иначе, ова е малку поврзано со паганството што сме го имали од времето, али за тоа друг пат би зборил, само би кажал една Ајде малку работа. за трпезата великденска. Каква великденска Само да кажам трпеза? друга работа. Ја не можам околу трпези да кажам, само да кажам за големите верници од газди, работодавци во Македонија, дека утре е петок, најтежок ден на работа ќе им бидат еден куп вработени. Поздрав, пријатно. Благодараме на вас. Голем поздрав и пријатно. Во продолжение секако направивме и анкета меѓу жителите. Еве за почеток ќе одиме каква трпеза ќе имаат и дали во сабота ќе бидат ноќта во црква. Зборувавме со жителите на Тетово и Битола. Па да слушнеме што велат тие. Денеска велики четврток. Домаќинката станува парано, си фарба јајца колку што треба, како што треба. И се почитуваат оние верски обичаи и тука у Тетово и околијата. На стариот начин, како што било до сега и така и продолжуваме. На денешен ден четврток се станува рано пред да изгре сонцето, се фарбаат јајцата црвени. Едно се остава пред иконата, тоа е за Господ јајцето, и другите јајца за делење за давање на Великден кога ќе доаѓа гостите. Какви се обичаите во Тетово за Великден? Како вие го прославувате? Исто идем од куќа до куќа. Тоа е традиционално. И предеш до дома ручек еден. Во недела да се отворат вратите некако овие 2-3 години и да живееме во растеретена состојба и така. Сабајле стануваме, ги вапцуваме исто. Еве ви ги рацете домаќинки. Тоа е. За многу години да е Великден. Имате на трпезата. Што ќе дај Госпо. Од мевце, од јагнешко, колку што не стига джебо. Од денес, петок овили петок, си одиме в црква, под плаштеницата се врви. Потоа, саботата, некој си седат и повеќе вечерта, црква. Саботата и тој ден се оди од Сабајле и неделата вечер се оди од Сабајле, вечерта пак и неделата ни е Великден. Сабајле во неделата одиме во црква, а понеделников во 10 одиме на гробишта. Значи првиот ден не одиме на гробишта. Јајцата, па козињаче, па нешто мазниче, па секој во свој стил што сака да јаде, дали јагнешко или пилешко, салатичка, па салата од јајца, таратор може нешто, обавезното, таратор. Јајцата со лукче ги правиме со киселина. Тоа в недела на трпезата? Да, в недела. И обавезно козињачето.
кој како ќе може. Сега е времето, пошто е време на немање, време на обезвреднат народ, што и пензи и се што се даде досега се е скратено. Така, тоа беше мислењето на жителите од Тетово и од Битола, а сега го видиме мислењето на социјалните мрежи на Црвена линија на Facebook во коментари. Идеме со 2 коментари. Првиот е од Слободанка. Никогаш не сум давала акцент на јадењето, така да мојата трпеза е секогаш скромна за Великден. Јајци и марула обавезно, а месо не мора да има. Во црква ќе одам во недела. Битно е дека на никого не му мислам лошо. Ги разбирам луѓето, ги сакам да помогнам. Имам голема душа, а тоа мислам дека е најбитно. Поздрав до вас двајца и среќни празници. Идеме со следниот коментар од Ивана. Да, обавезно ќе одиме во црква. Пред нас е најобавиот и најголемиот христијански празник Великден. Нека ни е за многу години. Да го празнуваме со најблиските, среќа, мир и љубов. На трпезата обавезно ќе имаме великденски јајца. Поздрав од Лешок и секое добро. Поздрав до прекрасниот Лешок, среќни празници, честит Великден посакуваме од Црвена линија, а сега и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Секое добро и вам. Еве од кој краишта ни се јавувате? Од Македонска Габеница. Да ви е сретен празникот Великден на сите христијани и на сите македонци. Јас да кажам сега, во црква ќе оди, али јас да ги посетам овие поповите. Не дојдоа на росење. Во секој дом се одеше на росење пред мене. Сега ги нема никаде. Сада Господа. Тоа треба да знае владиката. Да ги сојмам. Еве кажете ми кои обичаи и традиции ве ги практикувате дома? Обичаите се, мислам, пред Великден црвено јајце и здравец се крапе во завецот да се здрави деца и фамилијата. Тоа е кајдам за јадето. А за трпезата еве оваа година поскромно? Трпезата беше убава. Ја не обавезно имаш, ама сега... Јагнешко? Јагнешко ќе има ли? Да, ама сега не знам дали ќе има. Нема. Така е. Еве да прашаме, дали во сабота вечер ќе одите во црква? Не сум добар со нозете, одеха секој веќе само црква, али сега сам создравено малку не добар и сега нозете ме, морат ме нозе, не можам да идам, не идам, млади сега. Тоа е тоа. Да ви се среќни празници, да ви донат берече среќен. Среќни празници и вам благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ви посакуваме и вам здравје и се најдобро. Вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, секое добро и вам. Исто убави празници. Благодарам многу. Среќни празници на сите и цела Македонија. Ајде малку да проговориме еве со вас околу обичаите, традицијата, што практикувате вие во вашиот крај дома? Што практикувам? Јас на смени сум на работа со една плата. Не можам ништо да си дозволам за да нешто го поминам. Мислам великденските празници. Така да не знам што да кажам друго. Со една плата се борам, немам под каде. Така да само онака да ве поздравам и прв пат добивам после толку време. Драго ни е и се надеваме нема да биде последен пат. Ке останете со нас и понатаму во секој наредно издание. Ви посакуваме пред се многу здравје и вам. Многу берекет и среќа, се разбира. Исто. Се што ви сака срцето, нека биде исполнето. Одиме со... Малку на социјалните мрежи ни се допаѓа со тега, сега има и слики, Великден инспиративен ден, декорации. Добивме слики од вас, спремни извапсан јајцата, спремни за овој празник. Еви прекрасно декорирани. Така да и ве кога зборуваме за обичаи и традиции, секако може да испраќате и да постирате фотографии и да се пофалите околу тоа колку сте креативни вешти кога станува збор за украсување, вапцање јајца и така натаму. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. И денес Лидија на телефон. Почнавме почесто да се слушаме. Драго ни што се јавувате. За многу години величат. За многу години.
Ние во Битола си имаме следниот обичај, барем кај нас дома, стануваме рано, си го псуваме 3 јајца црвени, едното за иконата, едното за дома, едното за црква, во, да речам, за другиот ден, за Вели Петок. Некои псуват јајца сите во четврток, јас, да ви кажам, морам да се пофалам, си имам снашка дома и сте му предадов неја. Таја си ги вапцува јајцата годинава и ми е многу вредна, така да јас сум ослободен од таа обврска, убава обврска ова година. Значи имате добар наследник да ја продолжи традицијата Да и... ви кажам, си имам, да ви кажам, имам прекрасна снашка. Иначе во црква ретко одам, бидејќи многу гужва, младината повеќе оди, но децата ми носат светја, светлина, и си ја полам свеќа за дома. Значи ми ја носат вечерта во саботата, кога ќе чукнат камбаните. Имате ли богата трпеза, Еве, со оглед на поскапувања, предизвик е сега да имаш богата трпеза? Имаме трпеза, ма нема да биде кузна и каква богата. Јагнешко годинава за прв пат не купив, затоа што се изнервирав од цената. Реков, не давам. Ќе си јадиме свинско, кременадли, тоа што, да речам, ми сакафа ми. Така, јагнешкото месо дури достигна цена да изгледа ако купиш јагнешко како да си уплатил на некој викенд одмор. Така, ама битно на крајот од денот си да сме заедно, стрекни, весели и дали ќе биде богата трпезата или не е битно. Секогаш е богата кога имате околу себе луѓе кои што најмногу ги сакате. Така. Одеме, а ние најмногу сакаме со Тео кога имаме гледаш, така да велиме добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Намалете го тонот на телевизорот. Помеѓу мене и Тео е анкетното прашање на денешното издание на Црвена линија. Дали во сабота ќе одите во црква? Одговарате со да и не. И сега, кога веќе зборуваме за анкета, имаме уште една, секако по жителите на Битола и Титово ги прашавме сега и граѓаните на Струмица и Штип, како ќе се поминат за Великден, каква трпеза ќе имаат и кои се нивните обичаи. Великден е, еве да ни кажете во недела што ќе имате на трапезата. Скромно ли ќе биде или како и секој Великден? Па и скромно. Па и ко секој Великден ќе се омрсеме малкочку. Традиционално, скромно, фамилиарно и тоа е. Трапезата ќе биде богата или? Не, средно. Па сиромашните сега мора да пазиме на се. Какво јагнешко, не без јагнешко рече. Какво јагнешко? 450 динара јагнешкото. Кај можеш да го земеш 450 динара, ја да давам. Во сабота ќе одите на црква? Да, до црквата живеаме, гости чекаме. Е многу убаво, баш сеајно учењата и кажувам колку е убав звуко на јајцата кога ќе ги слушнеш у 12, како се сите кацкат. Ја у Ново село обавезно тама кога отидам за паламци и пречекаме тоа што треба тие идеме си дома. На сите честитам среќен празник и така да се здрави, живи и здрави и ништо друго. Кај нас ние сме цело обично денеска прв ден на црква одиме. Утре тие славите, воденици, керки ако имаш, тие работи. Јајца вапсавте ли? Сабалу 6 сати, 5. Трпезата за Великден што треба да има? За Великден знам што треба да има, а многу пари треба. Вапцуват прво црвени јајца и после јагне, кој колко способен со парите. Толку друго. Како е јагното оваа година? Скапо ли е? Многу скапо. Празнуваме, 3 дена пречекуваме, госте, кој милува, нека дојде у врата отворена, се тај најубаво празник и това што да ви кажам. Трпезата што треба да има? Сичко јагнешко што дал Господ. Ете, мора да се заклучи, барем оваа година, за многу граѓани и од анкетата слушаме, па дури и од гледачите кои што ни се јавија, дека за прв пат нема да имаат јагнешко на трпезата. Јагнешкото е месо
кое што е и символ кога станува збор за великденската трпеза, затоа и толку зборуваме за него, а достигне и рекордна цена од 450 денари во комбинација со масло за готвење од 150 денари и уште кога ќе направиме пресметка дека дури и украсните салфетки имаат огромни цени, тогаш останува секако да се радуваме на тоа што го имаме, а тоа е секако мир во душата и да бидеме окружени со оние што најмногу ги сакаме и да не служи добро здравје. И додека очекуваме да ни се јавите на 023076677, во продолжение ги коментираме сите оние коментари и постови кои што ни ги спраќате на Facebook. Токму така, ма сега малце ќе свртиме кон Твитер, да видиме објави околу нашава тема, па заедно ги прочитаме. Малку некако јаца денес на Твитеров. Facebook ни води. Ајмо луди, живо, објавувај тоа јацата вапцани. Идеме со следна објава. Касирката во маркет ме погледна чудно зашто имам полна кеса љушпи од кромит и една главица внатре. А какви финти од Pinterest имам за боење јајца? Идеме со следна објава. Јас дисфарбав 70 јајца, ќе ги сликав 10 пати. Ова се фала цефеци. Идеме со следна објава. Денес ретвитам само великденски јајца. Шириме позитива. Токму така, тоа ми се допаѓа. Така, оние кои што нели се фиксно на Инстаграм и Фейсбук знаат дека кога доаѓа еве како Великден, тогаш целиот Фейсбук е преплавен со великденски декорации, великденски јајца. А нашата црвена линија е збогатена со уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. Хајде, добар ден. Добар ден, секој добро. Еве со вас да проговориме. Вие сте? За обичаите, традицијата што практикувате. Од кој краишта ни се јавувате? Абе, традицијата наша е македонска, православно-христијанска. Се вапцуваат јајца, се разговара со луѓе, се пречекуваат, се испраќаат, се оди, се доаѓа. Така. Меѓутоа веќе не луѓето во Македонија наша пуста преовладуваат и ја уништуваат, и ја загрозуваат, и ја разоруваат и ќе ја уништат полека, ако не се отвестиме да овие што се штетници на Македонија, им кажеме доста раководеа со Македонија, пошто ќе ги уништат и празниците, и Великден, и Божик, и се ќе уништат тие, пошто тие се не македонски луѓе, не македонски воспитувани, не македонски школувани и така да ќе биде лошо. А во сабота ќе одите ли во црква? Еве и тоа да ве прашаме, нашето анкетно прашање. Одам во црква, меѓутоа од време на време одам заради да не си го заборавам православието, инаку и поповите веќе не заслужуваат да им се оди во црква, пошто и тие се многу модерни, многу така добри. Ајде сега уште една работа. Така, сакавме да ве прашаме дали ќе имате богата трпеза или скромно годинава? Ова година ќе биде како што рекол Господ, така ќе биде. Така нека биде. Благодарам што се јавивте. Честит Великден и вам. Се разбира, посакуваме се најдобро. Одиме со уште еден гледаш. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Среќни празници. Среќни празници и вам. Убаво поминување. И, значи, јас во црква во сабота, сум 67 години, од дете немам пропуштено да не одам на Великден во црква во сабота, навечер во 12, мислам од 11 до 12. Тоа до сега во моја фамилија не се случило. Значи, великденската се знае како ќе биде трпеза, значи јајцата се прво еве са бајлите офарбани, направени. Меѓутоа традицијата кажува дека треба да има јагнешко, билиброти, реч, салати, некои све, како да кажам. Меѓутоа, кога гледам пакриџаните 220 денари, јагнешкото колку е и како е, така да. А ја, пошто живеам со вегетаријанци, така нема да биде некоја многу богата, мрсна трпеза, меѓутоа сепак ќе има од све што тоа го конзумираме дома. Али за другите луѓе штета, луѓе обичаоци е јагнешко обаведно. Значи тоа джигерче, тие обичаи во мојата фамилија, значи кога се враќаме вечерта од црква, обавезно имаме јагнешко джигерче испржено, со лукче и кромиче екстра додаток, тоа го обележуваме така вечерта
кога се враќаме во 12 кусур од црква. Сега, другиот ден, кој што јаде, това ќе има овако. Меѓутоа, мене ми е многу криво за... Нас не ни е криво и благодарам што ни се јавивте. Ви посакуваме среќни празници, а секако кога зборуваме за обичаи и традиции, еве што ни одговори Бити Иванова, етнолог од Штип. Во четврток се фарбаат 3 јајца. Првото јајце е наменето за Господ, второто за домакинот, а третото јајце е наменето за среќата и бирикетот во куќата во која што се фарбаат јајцата. Фарбањето на јајцата продолжува во саботата, меѓутоа да кажам дека црвената боја со која што се фарбаат јајцата ја означува Христовата крв, но воедно ја означува и радоста на животот, односно надежта во животот што доаѓа. Првото фарбано јајце во минатото, па и денеска може би некој го практикува тоа, а има исто така магиска моќ. Некои го закупуваат на мегите, на нивите, некои го чуваат дома, па кога има невреме или грамотевици го изнесуваат на терасата, а закупувањето на јајцето е токму тоа да ги штити посевите од непогодите и невремињата кои што доаѓаат во годината, значи да ги чува од град, од непогоди и така. А ние сега одиме со едни брзи реклами. Еве сме назад и сега е време да ги видиме резултатите од нашата анкетно прашање Црвена линија на Инстаграм. Дали во сабота вечер ќе одите во црква? Да, 65%, не 35%. Тие се крајните резултати. Нормално дека ќе идам. Јас сум во тие да. А утре секако бидете со уште едно предпразнично издание на Црвена линија во Велики петок. Во ова издание ќе ви откриеме од познатите кој каде ќе го пречака Великден, а секако ќе уживате и во нивните желби до вас. Се гледаме утре. Чао, чао.